Лазаревска Жаклина, повелете. Благодарам, почитуван подпредседателе. Почитуван колега Стевананџија, македонските граѓани, особено просветните работници, не се со кратко паметење. Точно знаат што пред година и 7 месеци се случуваше со општеството и со образованието. Ево да кажам дека во вашиот говор цело време користевте криминоген буџет, криминогена влада. Искрено да ви кажам, јас би се срамела да го спомнам тоа, бидејќи вие пред година и 7 месеци владеше една најкриминогена влада, 11 години предводена од човек кој што бивши премиер е, сега избеглица. И не знаеме уште колку пари има со себе од граѓаните однесено. Сега, она што сакам да кажам, јас во однос на образованието. Замислете, колега, вие сега дури се сетивте дека нашите просветни работници земаат плата под просечната плата. Па колега, пред година и 7 месеци просветните работници во основното и во средното образование земаат по 20.000 денари. Тоа е срамно. Беа пишувани на зидот на срамот, на МОН, како луѓе кои што не знаат да си ги поради казните за екстерното, тоа фамозно ги казнувавте и ги замолчувавте. Не може луѓето глава да кренат. Значи, она што сакам да ви го кажам, оставивте студентски домови и ученички домови со 5 милиони евра долгови. Не ли ви е срам? Изборувате дека ништо не се направило, многу работи се направиле. Она што сега ќе ви го кажам, вие заборавате овдека да кажете дека просветните работници работат и се уште работат заради тоа што не може се да се санира во навистина многу лоши услови. А она што е важно за образованието е да има добри услови, да имаме мотивирани просветни работници и да имаме добри реформи. Она што сакам да го напоменам, пред се, нема овдека дискриминација, овдека сите разговараме, овдека сите предлагаме. Вие предложивте амандмани. Почитуван колега Стевананџија, колку амандмани вие усвоивте на црниот понеделник кога се донесуваше буџетот за 2013? Ние сега ви усвоивме 7 амандмани во износ од 500.000 евра. Тоа кажува за нашиот демократски капацитет. Сакаме да ја слушнеме, сакаме да интервенираме, но некои работи кои што вие ги предлагавте беа во надлежност на локалните единици и секако дека ќе бидат реализирани од самите општини. Она што исто така заборавивте е да кажете дека вие, почитуван колега Стевананџија, ги опоменавте Прилепчани. Што ти изгубиле со тоа што ние сме дошле на власт? Па веројатно изгубија да го пуштите во употреба училиштето во нивата на сточен пазар, кој што се уште нема ниту инфраструктура на сред нива, ниту водовод, ниту канализација, ниту пристапен пат. Вие градевте кузе што градевте. Тешко граѓаните ако станете понатака. Ви благодарам.